студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на неважните вести и теми на денот. 3 лица се уапсени за масовното трујање во Гостивар. Меѓу уапсените и директорката на комуналното предпријатие. Причините за труењето се уште се чуваат во тајност. Водата од градскиот водовод во Гостивар од петокот е забранета за секаква употреба. Премиерот Мицкоски ги повика сите одговорни да сносат и кривична и морална одговорност и во најбрз можен рок да се расветли случајот. А првпат во јавноста се појави и градоначалникот Лимани, кој не чувствува морална одговорност за епидемијата. Уапсена е директорката на комуналното предпријатие во Гостивар, а заедно со неа со лисици на рацете во полициска станица бе одведени и техничкиот директор и раководителот на водоводната мрежа во предпријатието. Обвинителството започна истражни дејствија, откако мустрите од водата во Гостивар пристигнаа кај нив. Иако во ек на епидемија се уште ги чуваат во тајност, според неофицијалните информации, во 2 мустри од вода биле пронајдени фекални бактерии, а во третата премногу хлор. Една од насоките која се истражува е дали во водоводната мрежа навлекло фекално загадување, на што било извршено дополнително хлорирање на водата. Од обвинителството велат дека сите прибрани докази до овој момент, како и доказите кои допрва се очекува да бидат доставени, се анализираат за да се утврди состојбата од која ќе произлезе правна квалификација на евентуално сторено кривично дело и идентификација на сторителите. Постапката се уште е во фаза на предистрага која е тајна, велат оттаму. Директорката веќе е суспендирана, дури трае истрагата, соопшти градоначалникот на Гостивар. Во меѓувреме свика кризен штаб и се чекаат резултатите од анализите на водата за да се дезинфицира водоводната мрежа. Валјон Лимани не чувствува морална одговорност за епидемијата, во спротивно досега ќе си дал оставка. Премиерот Мицкоски ги повика сите одговорни да сносат и кривична и морална одговорност и во најбрз можен рок да се расветли случајот. Не чувствувам морална одговорност затоа што јавното предпријатие е правно лице кој менаџира и кој работи во тој поглед, инаку граѓаните од Гостивар, повеќето од тие што ме знаат, доколку беше поинаку, секако првата оставка ќе дојдеше од моја страна. Морална одговорност, апсолутно, таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност, покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност. Очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност. Во Гостивар се разнесува вода со камиони, а граѓаните во редици чекаат од камионот да зема чишиња. Водата е забранета за пиење, за готвење, а не може да ја користат ниту за лична хигиена. Сликата зад мене е слика која што вообичаено може да се види во подрачја погодени од природни катастрофи, но за жал денеска тоа е реалната слика тука во Гостивар со камиони каде што се истовара вода. Тоа е единствениот начин за граѓаните на Гостивар да дојдат до питка вода за пиење, освен секако она која што сами може да се ја купат во продавниците. Гостиварци се собраа денеска да протестираат пред комуналното предпријатие. Едва и 30 на граѓани, изреволтирани од состојбата во која се наоѓаат, но и разочарени бидејќи дошле во мал број. Велат сите ја пијат истата вода без разлика на националност и вера. Бараат решавање на проблемот и одговорност. Јас случајно прочитав дека ќе има протести и тргнав наваму, мислејќи дека стварно ќе имам голем број несограѓани. Проблемот не е поединечен, проблемот е од цел град и со околината некој дел. Не знам што е поентата и кај се луѓето. Мислам дека тоа е голем скандал во 2026 година да се соочиме со ваков проблем. Многу е тешко затоа што не може да се користи водата за ништо, ни за туширање, ни за миење садови. И баба ми сакаше да дојде, ама ми вика не можам да се измијам, нема да можам да дојдам, нема вода. Ако сега не преземе држава наша, без разлика што било вчера, што ќе биде утре, тогаш јас сметам дека ние сме во незаштитена положба како граѓани на Република Македонија. Водата од градскиот водовод во Гостивар од петокот е забранета за секаква употреба. Тамара Дичевска, Сител телевизија. До сега повеќе од 3000 граѓани со стомачни тегоби побарале лекарска помош во Гостивар. Од Министерството за здравство попладнето соопштија дека бројот на нови пациенти со симптоми на гастроентероколит почнал да се намалува. За 7 дена на 3000 гостиварци побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. Најголем број отишле во Гостиварската болница, останатите во здравствениот дом и брза помош. Како што презентираше министерот за здравство, во моментот има 4 хоспитализирани во Гостивар, од кои едно дете. И еден пациент е на клиниката за инфективни болести кој сам се пријавил бидејќи работи во Скопје.
Изминатото денонокие, како што вели Клековски, е прв ден со помал број на први контакти. Клиничката слика останува иста, значи немаме промени ке пациентите. Таа клиничка слика со стомачни проблеми, поретко со треска со температура. Ние продолжуваме со апелирање до граѓаните да се одзиваат на барањето на здравствените работници за давање податоци за епидемиолошките анкети, како и за неопходните анализи што ни се потребни за да ги поврзиме сите податоци од почетокот до крајот. Клековски вели дека продолжуваат со апелите до населението за да има разврска случајот, а не како што посочи ситуацијата во 2017 кога имало 800 засегнати граѓани, но без епилог. Овие денови биле направени 81 епидемиолошка анкета, а здравствените власти апелираат до населението во Гостивар да не ја користи водата од водоводот ниту за пиење, ниту за приготвување на храна. До кога ќе трае ваквата криза, за сега нема информации. Во моментот Агенцијата за храна и ветеринарство има дадено забрана за користење на водата. Тоа значи подразбира целосна забрана на користење на водата и нашите препораки би иделе и се во таа насока како институт, се до моментот додека трае таа забрана да бидат почитувани сите препораки кои што се дадени. По отклонувањето на таа забрана следуваат нови препораки. Освен забрана за пиење и приготвување на храна, водата од чешмите не треба да се користи и за лична хигиена и миење на зъби. Колку количините на флаширана вода што се доставуваат во Гостивар се доволни за потребите на граѓаните? Конкретно денеска можам да кажам дека во текот на денот ќе бидат доставени 3 шлепери и ќе има стартува понеделнички ќе има 76 тони вода, значи 76.000 литри. И да, не се исклучува од можност доколку има потреба и цистерни ќе се обезбедат населението да не биде загрижено. Се што е потребно како влада ќе направиме и ќе обезбедиме се што е потребно за непречено функционирање. Вчера Тетовскиот центар за јавно здравје прогласи епидемија на заразна болест во Гостивар поради зголемување на бројот на заболени лица со стомачни тегоби. Сања Димитровска, Сител телевизија. Владата на попладневната седница ги намали акцизите на горивата, но тоа не го сопре драстичниот пораст на цените на бензините и на дизелот. Какви цени на горивата ќе не дочекаат по полноќ по двете одлуки, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Од ноќеска ново поскапување на цените на горивата. Бензинот расте за 6 денари, додека бензините за 3. Одлуката ја донесе доцна попладнево регулаторната комисија за енергетика, меѓутоа на нејзината седница и претходнеше вонредна владина седница, на која за да се спречи поголема ценовен шок врз цената на горивата, беше активирана и антикризната мерка за намалување на акцизата на цените на горивата. Па така со владината одлука акцизата за бензинот е намалена за 1 денар, додека пак акцизата за дизелот е намалена за 2 денари. Ова е второ последователно поскапување на цените на горивата, а тоа се должи на состојбите на меѓународните пазари на цените на горивата, како и состојбата на Блискиот Исток. Повеќе гледаме во прилогот. Од полноќ повторно ќе се точат поскапи горива. Најголемо поскапување има кај дизелот, чија цена се зголемува за 6 денари по литар и од утре ќе се продава за 94 денари. Бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 поскапуваат по 3 денари, па новите цени ќе бидат 90, односно 92 денари за литар. Од регулаторната комисија објаснуваат дека новата пресметка е резултат на значителниот раст на референтните цени на нафтените деривати на светските берзи, особено кај дизелот, каде што е регистрирано зголемување од речиси 15%. Во пресметката е вклучена и владината мерка за намалени акцизи, за 1 денар кај бензините и за 2 денари кај дизелот, со што делумно се ублажува ударот врз крајната цена. Без оваа владина интервенција, согласно пресметките на владата, малопродажната цена на бензините би се зголемила за околу 4 денари по литар, додека со мерката се очекува зголемување од околу 3 денари по литар. Кај дизел горивото, без донесената одлука на владата,
цената би се зголемила за околу 8 денари по литар, додека со намалената акциза се очекува покачување од околу 6 денари по литар. Од владата додаваат дека ќе продолжат внимателно да ги следат движењата на цените на меѓународните пазари, иако е потребно ќе бидат разгледани и дополнителни мерки за амортизација на ценовниот раст. Инаку ова е втор пат да се активираат владините антикризни мерки преку намалување на акцизата. Претходно во април, кога беа исполнети условите за нејзино намалување, цената на дизелот беше намалена за дополнителни 2 денари, односно 4 денари за литар, а на бензините за дополнителни 1, односно вкупно 2 денари по литар. Како инструмент за сузбивање на растот на цените на горивата, владата употреби и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 10%. Поради мерките, државната каса загуби околу 24 милиони евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 156 денари помалку во споредба со јуни чини синдикалната минимална потрошувачка кошничка. Сега изнесува безмалку 68.500 денари. За владата остануваме земја со најниски цени на енергенсите и на основните прехранбени производи. Од СДСМ пак вела дека секој ден е нов ценовен шок за граѓаните. Благ пат на трошоците во јули. Синдикалната минимална кошница месецов чини безмалку 68.500 денари, што е за 156 денари помалку во споредба со јуни. Најголемо кратање од 108 денари има кај храната и пијалоците. Пат бележи и транспортот, зашто граѓаните во јули потрошиле 48 денари помалку, споредено со претходниот месец, што главно се должи на промените на цените на горивата. Во сите останати категории, трошоците остануваат исти. И покрај зголемувањето на цените на енергенсите, на нафтата и нафтените деривати, ние останавме како земја со најниска цена на нафтените деривати и нафтата во Македонија, меѓутоа и најниска цена на основните прехранбени производи, а тоа го покажува и стапката на инфлација за претходниот месец. Набавните и продажните цени на основните производи се главна тема и на денешната средба со производителите и дистрибутерите. Ако имаме така наречени војни профитери во вакви услови, кои сакаат да спечелат на грбот на граѓаните, ние имаме законски мерки кои можеме да ги употребиме и тоа го кажуваме на секој состанок со медиумите и на секоја средба со медиумите. Нема да толерираме некоректно однесување пред се према граѓаните. Од СДСМ пак вела дека секој ден е нов ценовен шок за граѓаните. Мицковски не донесе ниту една мерка за работниците, за социјално ranливите граѓани, во сред криза ги остави да преживуваат и да го бројат секој денар за живот. Секоја негова мерка доаѓа предоцна. Секоја мерка е неефикасна и наместо да ги намали цените, го слабее буџетот и им носи дополнителни приходи на одредени компании. Мицковски делува повеќе како застапник на приватните интереси, отколку како премиер кој треба да ги штити граѓаните. Државна статистика измери раст на инфлацијата во јуни од 3,4%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Илина Мангова за Велика Британија, Стојан Чекитановски за Австралија и Линда Салиовска и Љазовска за Холандија се идните амбасадори кои ги представија своите програми пред надлежната собраниска комисија. Мангова доаѓа од граѓанското општество како дел од раководството на ИРИ, институтот во Македонија, додека пак Салиовска и Китановски се дел од професионалниот тим на МНР. Како амбасада ќе бидеме активен промотор на Северна Македонија како инвестициска и извозна дестинација. Ќе работиме на поддршка на овозможување на бизнис контакти, ќе работам на создавање услови за олеснување на визниот режим, а следејќи ги примерите за укинување на роуминг во Западен Балкан и актуелниот процес на укинување на роуминг во ЕУ, ќе иницираме, ќе промовирам идејата за укинување на роуминг со Обединетото кралство како единствена земја од Берлинскиот процес која што ова прашање не е адресирано. Таа е принципиелен, предвидлив и кредибилен поддржувач на европската перспектива. Холандија често настапува критички во однос на реформските процеси, а особено е тесно поврзана со конкретниот напредок во реформите и резултатите во владењето на правото. Во идниот период,
Клучен приоритет ќе биде одржувањето на континуирана политичка комуникација со владата и другите релевантни институции со цел директно запознавање со напредокот на реформската агенда, а во насока кон натамошно јакнење на поддршката за европската интеграција. Континуирано одржување на структурирани канали на комуникација со клучни представници на македонската заедница, промоција на програми за втора и трета генерација македонци, поттикнување на учество на диаспората во инвестициските активности, како и трансфер на знаење кон земјава, трансформирање на односот амбасада диаспора од символични ангажмани кон партнерски однос насочен кон конкретна институционална и економска соработка. До вестите во 23 останете со програмата на Сител. Пријатно.